тука е професорот Методи Чепреганов, чест и добар гост на телевизија 24. Професоре, како сте, да ве прашам, тука сте поради еден прилично добар повод, излезе третото... Не секојдневен, не секојдневен. Редок. Излезе третото издание на вашата енциклопедија, на енциклопедијата во која вие сте еден од авторите. Тоа е ова монументално издание, трето, на енциклопедија. Вие ќе ја преведете точно, ќе кажете повеќе, јас ќе се обидам еве на македонски да интерпретирам, значи енциклопедија на мозочните структури, или како е поточно? Значи, прво благодарам што ме поканивте. Ова е 20 годишна работа. Јас сум дел, да не кажам енциклопедист, ама дел од голема група во Франција. Таму сме 30 души. Во ова енциклопедија сме, има од Франција најповеќе, има еден професор од Бразил, мој добар пријател, има 4 професори од Белгија и мислам 23 се од Швајцарија. Значи, тоа е една светска група на реномирани, да не испадне нескромно, стручници по neuroimaging диагностиката. Накратко. Значи, neuroimaging диагностиката е епохално откритие на минатиот век. Хаунсфилд, Лотербур и Менсфилд добија Нобелови награди за тоа, да не зборам многу. 74 година право на граѓанство доби компјутерна томографија, а 86-та магнетна нуклеарна резонанција. Мојата маленкост, многу накратко, имаше таа можност да од првиот момент влези во овие две методи и го посветив, да не кажам, сиот живот на ова. И ова е, да не биде нескромно, корифеос, вика старите грци. Врв над врвоите за науката на кој го посветив животот. И во ова енциклопедија, ова е трето издание, да кажам дека првото излезе 2006, второто излезе 2012 и трето 2018. Со еден збор, изданието во 2012 година доби, да не биде нескромно, нешто као една вид на Нобелова награда, не се вика Нобелова, се вика Херман Фишголд за стручно дело на ниво на Европа од Франција. И таа книга имам ја, секако, нели, тоа е едно високо стручно дело. И сега, еден збор само би рекол за младите генерации. Науката оди многу напред. И ово што го кажувам дека во тек на овие 18 години имаме издадено на секој шеста година по една нова енциклопедија, тоа значи дека сите новини кои во тие 6 години излегле, ние сме ги внеле внатре. Тоа сакам да ве прашам, професоре, ова е трето издание, значи што има во третото издание, што го разликува од второто, со што е надополнето? Одлично прашање. Значи, ако првите две изданија беа поќе на анатоморфологијата на мозокот и на како изгледаат промените во мозочното ткиво, да не бројам, да не травматизирам, мозочни тумори, кортикални малформации, крварења, исхеми и така натам, факоматози, нели има плејада арсенал од патолошки промени. Ова издание го дава тоа, фундаментот е тој, али овде зборуваме сега и за новините кои настана во neuroimaging диагностика, да не знам, моите колеги веројатно огромен дел од нив и не знаат. Neuroimaging диагностиката влезе во метаболизмот на неуроцитите, на мозочните клетки. Тука зборуваме за спектроскопија. Спектроскопија ткивна, тоа е метода, посебни секвенции, ткивна биопсија. Значи, вие не мора да го боцкате пациентот, него по пат на спектроскопија, со ROI се вика, region of interest, значи регија на интерес, вие добивате корелација меѓу едната и другата страна од хемисферите и на страната на која има патолошки процес, вие кажувате за како процес работи. Тумор, тој тумор тако карактер и така натаму. Има метаболити кои се одредуваат, да не замарам многу, една сила спартат, фосфокреатинин, пахулин и така натаму. Тоа е голема новина, тоа не е од денеска, тоа е више десетина година, али оди напред и напред. Понатаму има една друга метода која се вика DTI, Diffusion Tensor Imaging, или трактографија, со која ги покажуваме патиштата во мозокот, што порано беше абсурд. Патиштата за моторика, патиштата за стабилитет и видните патишта, радиација, мерцелети, оптика, како го викам. Трета метода која е изворедно важна во диагностиката, тоа е imaging дифузија. Тоа секој ден го работиме. Да разликувате дали има свеж инфаркт или не. Ја прикажуваме водата, да не ве замарам со технички
податоци. Значи, и ние тука работиме, професор Чаковски и доктор Сукаревич со мене, нали, Славче, работиме една метода која се вика кортикална морфометрија, го мериме кортексот, го пресликуваме на една мапа за да видиме дали постојат кортикални дисплазии. Значи, со еден збор, оваа книга, поред фундаментот на анатомоморфолошките промени на мозочните структури кои оболеле од една или друга болест, ги прикажува и сите метаболитни методи кои се неопходно потребни за добра диагностика. Професоре, немаме уште многу време, имаме кратко уште некој блиц прашање. Тешко ли да се работи ваква наука во Македонија? Како вие, што ви велат до таму вашите професори и ментори, бидејќи ова на пример ако го пресликаме во спортски термин, отприлика како македонец да заигра за Реал Мадрид. Како ова вака? Прво да кажам дека првата книга која ја издадов таму беше оваа и која ми е влез, нели, карт бланш за да влезам во ова. Та се вика Imagery за епилепсија, Imaging and Epilepsy, не знам која камера гледа. Заедно со професор Дитман е 96 година. 2001 година ме повика професорот и ми предложи. Јас му го реков следното, да бидам искрен. Професор, јас завршив 3 мастери овде, електроенцефалографија, клиничка електроенцефалографија, епилептологија и невроимеджинг диагностика и ми е срам од моите професори. Та вика не. J'ai confiance à vous. Јас имам добра од тебе. И така, јас сум веќе, значи тоа е 2001, тоа е 18 години дел од таа екипа. Се што се дешава на светот, тоа кажувам да знае мојот народ дека во енциклопедија не се оди со патска книжка, се оди со брење, со знание, со пракса, со искуство и така натаму. Се пратиме што се дешава на ниво на мозокот и за се добиваме информации. И благодарение уште една реченица, на тоа со професор Дитман направивме раритет во светот и куриозитет, он вика, 18 монографии посветени на мозокот надвор од овие енциклопедии. Да, добро, и само да ви искористам, ве молам, само краток блиц одговор, јас морам да ви искористам малку и за политика, еве ќе ве прашам стручно, еве и ова што се случува сега со референдумот, ги подели граѓаните, уште една работа, гледаме, излегуваат анкети за, против, бойкот, нема да навлегуваме премногу во тоа, но како ви се чини сега оваа клиничка, психолошка слика на македонскиот граѓан? Многу би сакал да не бидам наметлив, да ме викнете и со компетентни луѓе да седнеме да разговараме. Ако некој е против иднината на својата земја, тој е деструктивен карактер. Јас гледам многу луѓе кои имаат огромна деструкција, а деструкција значи карактерни промени. А карактерни промени значат говор на омраза, говор на суета, говор на злоба, на завист, љубомора, параноја и така натаму и така натаму. Со тоа се храни за жал македонскиот народ. Јас сум апсолутно за прогрес. Јас се знам Европа. Тие не ја знаат Европа. Европа е, со една реченица, објективна, реална и нема импровизација и нема емоции. Ние сме нереални, необјективни, со многу емоции, кои ни естествено свеста и го прометот логичното мислење и на крај импровизираме. Се што правиме импровизација. Тоа е недопустиво. За Европа можеме да збориме, ама луѓе кои живееле и кои го одработиле голем дел од векот таму. Да. Мислам дека дискусија за референдумот и за ова не би требало овој народ да прави. Тој си ја сечи гранката на која треба да иде напред. Оти нас ни треба имотен лист, а него го немаме. Професоре, ви благодарам за ова гостување. Јас благодарам многу што ме поканивте и ова е прв пат во мојата кариера да кажам некој збор за ова големо дело. Да, ви благодарам.